Таткото на убиената Вања Александар Ѓурчевски прв пат дава исказ пред кривичниот суд како еден од обвинетите во случајот. Плачеше во судницата и тврдеше дека не им давал информации на останатите обвинети, за кои рече дека не чувствуваат каење, туку разочарување од нивниот цар Љупчо Палевски. Деталите од судското рочиште ги пренесува Зоран Јаневски. Зоран, што се случуваше во судницата? Да, веќе повеќе од 4 часа трае сведоштвото на Александар Ѓурчевски, таткото на убиената Вања. Тој низ солзи зборуваше за се она што поминувала во деновите кога исчезнала неговата ќерка, меѓутоа негираше било каква вмешаност со останатите обвинети во овој случај. Рече дека не ги познава и дека не може да ги гледа во судница, па поради тоа рочиштата ги следи со затворени очи. Тој, одговарајќи на прашања од неговиот адвокат, рече: немам никаква инволвираност со овие луѓе од чии искази во текот на постапката приметив дека не чувствуваат ниту вина, ниту покаяние. Приметив дека демонстрираа гнев и разочарување од така наречениот цар. Одново со секое рочиште слушам сквернавење на моето дете, кој имал задача да ја грабне, кој да врзува, ја трескале по гепеци, ја ставале во вреќа психички и вршеле тортури. Се обидувале да ги замачкаат доказите и да успеале во тоа. Господ знае уште колку убиства и киднапирања ќе следеле. Тој детално објаснуваше што се случувало пред денот на грабнувањето, дека бил грижлив татко, дека постојано бил со своите деца, дури ставил и мобилна апликација за да биде постојано во комуникација со нив. Призна дека испратила порака во Вибер групата со родители, каде што учел од класот од оделението на Вања, но не онаква каква што тврдеа полициските инспектори, дека напишал дека можат да дадат онолку пари колку што било потребно. Па така тој во судот рече дека имам пратено и избришено порака. Тоа беше кажано и овде во судот затоа што беше навредлива за полицијата во смисол дека тапкаат во место, дека се пасивни и инсистираат дека Вања побегнала сама. Тоа беше одговор на директно прашање на мајка на другарка на Вања. Зорица седеше наспроти мене кога ја пратив пораката. Групата брои околу 60 на членови. По 2-3 минути ја избришав, потоа ми беше јасно дека полицијата веќе се сомнева во мене, а иницијално е дека Зорица ми го подарила станот, изјави во судницата Александар Ѓурчевски, кој според обвинението одговара дека помагал во грабнување на неговата ќерка, односно издавал информации кога неговото дете ќе излезе од домот и ќе се упати во училиште. Како што кажав, повеќе од 4 часа трае сведочењето на таткото на Вања, па повеќе детали најавувам за наредното информативно издание. Зоран Јаневски.